Освен притисоци врз обвинители, цели 6 месеци нема ништо друго од сработеното на државниот обвинител во борбата со криминалот и корупцијата. Вака делот адвокатската фила ја оценува работата на првиот човек на државното обвинителство. Нема ниту една сериозна истрага за организиран криминал, а не е мрднато со прст ниту зона што го остави неговиот претходник Љубомир Јовевски, како што е случајот со пожарот на модуларната болница во Тетово, коментира адвокатот Сашко Дуковски. Кој голем случај за организиран криминал е отворен во последниве 6 месеци во неговиот мандат? Која постапка е отворена? Ниту една постапка не е отворена и секогаш он се јавува во некаква ситуација да полемизира со премиерот дека не било така, дека еве они работат, а од друга страна на комисијата во собрание бара средства повеќе за обвинителството, испораката е нула. Пракса во Македонија е секоја владина гарнитура да избира нов обвинител. Сегашната постава направи чекор за поздравување и гостови Куцевски да си ја сработи работата, коментира Дуковски. Според него, Куцевски добил и повеќе од шанса, но залудно. Поранешниот сега веќе покоен обвинител републички Марко Зврлевски беше разрешен за 5 дена поради некакво фингирање неработење. За разлика од тоа е за поздравување. Ова влада постапува на секому да му се даде шанса и да се воспостави некој мерит систем, односно согласно способностите. Му се даде шанса, што испорача за 6 месеци. Една истрага, кажете ми, која што е сериозна. Се направија некои циркузи со претреси во Струмица и наваму натаму, не се мрдна со тоа. Изминатиот период премиерот Христијан Мицкоски обвини дека обвинителите користеле вирус, диареја и други изговори за да не постапуваат. Тој од собраниска говорница на последните пратенички прашања изјави дека над 100 пријави од истражните институции седат во фиоките кај обвинителите и не се постапува по нив. Според премиерот, истечено е трпението на граѓаните, бидејќи за половина година не видоа ниту една истрага во расчистувањето со криминалот и корупцијата. Куцевски нова одговори дека не сака да коментира политички изјави, сепак го оправда отсуството на предметниот обвинител кој имал вирус и не можел да дојде на закажаниот состанок. Во меѓувреме, Министерството за правда организира стручни дебати со цел да се донесат измени на законите за судски и обвинителски совет, како дел од реформите во правосудството. Меѓународната заедница бара имплементација на извештајот на оценската мисија, што влеза во судски, а власта очекува довербата на граѓаните во судството да се зголеми многу повеќе од сегашните 2%.